3 објекти во селото Старавина, собственост на Република Македонија, се обновени во рамките на иницијатива на Сдруженијето Александар Турунџев и ловечкото друштво Сокол. Тие ги побарале објектите од владата со цел да ги реновираат и да ги користат за селски, етно и ловен туризам. Објектите кои до пред известно време беа пред распаѓање, сега се реновирани и уредени. Да ги користат ловците во зимниот период додека се ловци, а во пролетниот, летниот и есенскиот период ќе користат децата од Цеф Александар Турунџев, кои ќе ја изучуваат етнологијата без никаква накнада. Не наплаќаме ништо. Ги даваме да дојдат, да видат и да ни бидат гости. Во овие објекти ќе се сместуваат и туристи кои го посетуваат овој крај. Има овде полно споменици на бугарите, србите, на германците. Тука се водеше Првата светска војна и нон-стоп идат туристи. Али тие туристи до сега немаја кај да се сместат. Не може една чаша вода се напијат. Сега веќе објектите ние ги даваме на располагање. Мариовските терени за лов ги привлекуваат и италијанските ловци, кои организирано доаѓале на неколку дневен лов во Македонија. Ние носиме негде од Италија околу 200 ловци само во Битола, од 200 до 250. Ние на секој саем во Италија, имаме 5 саеми во Италија, е представена максимално Македонија, со големи букви земјата на Александар Македонски и земјата папокот на Балканот. Во Италија има доста, да речеме, диви свињи, како овие помалите, меѓутоа нема капиталци од 250 и 300 кила, колку што може да се најде во терените тука, терените во Ивени, кои се максимално сочувани. Македонските терени за лов се меѓу ретките во светот каде дивечот е природен, односно потекнува од самото подрачје, без да се врши населување на дивеч по вештачки пат.